Здраво дечки, еве сме во уште едно видео денеска, каде што ќе привршиме да зборуваме за низи. Во претходното видео зборувавме за мултидимензионални низи, а како што рековме во ова видео останува да зборуваме за Jack the Ray. Jack the Ray ни представува низа од низи. Значи, тоа е низа која што содржи други низи. Значи, не покажува директно на некои вредности од некоја низа, туку покажува на други низи. Во овој Jack the Ray може да имаме еднодимензионални или повеќе димензионални низи, а може да креираме, како што ќе видите на крајот, и низа од низа од низи, односно низа од Jack the Rays. Но тој пример не му гледате, значи за тоа може да побарате на интернет, да истрачувате малку, а најверојатно тука ќе побарам и ќе ви ставам некој линк за да погледате тоа. Во текстот испишан овдека, значи е објаснато истото тоа што ќе го зборуваме сега во видео. Значи истиот пример кој што ќе го работим во примерот, сега ќе го искусам уште еднаш во Visual Studio и во видеото, значи јас лично, значи објаснувам како што куцам, а овдека доколку не сакате да гледате видеото, може да прочитате кое што е, значи изборот е ваш. Па да одиме во Visual Studio. Значи ќе креираме Jack the Ray кој што ги содржи низи кои што содржат целобројни вредности, значи integer. Int ставаме два пара на овие коцкасти заради што ни се за низите, што значува дека ќе работиме со Jack the Ray. Array еднакво на new int. Во првите загради, значи овдека ставаме должината на тој Jack the Ray, односно колку низи ќе содржи овој Jack the Ray. Сакаме овој Jack the Ray да содржи 3 низи, а во второто поле ставаме димензијата на ова низ. Значи толку имаме повеќе димензии, значи овдека ставаме запрека и тоа го означуваме овдека со, значи кажуваме дека ќе работи овој Jack the Ray ќе содржи повеќе димензионални низи. Но ние ќе работиме со обични еднодимензионални низи. Во примерот што е опишан во истиот текст, значи го правиме поинтересен и низите кои што ги генерираме, користиме рандом генератор кој што ни кажува колкови ќе бидат тие низите и со тој рандом генератор ги одбираме и вредностите на нашите елементи во низата со броеви од 0 до 100. Исто ќе направиме во нашиот случај, че да не е буни, еве, ќе имаме нешто што вика рандом, ќе крстиме рандом, е еднакво на new рандом и со ова креиравме нов рандом генератор. Сега ни треба еден for циклус со кој што ќе го вртиме овој Jack the Ray или ќе вртиме ова Jack низа или не знам како да именувам, дали со во машки или во женски род, како и да е. Значи на првиот дел од овој Jack the Ray гледате како на обична низа, значи ги вртиме овие три елементи овдека. For од 0 до должината на овој Jack the Ray, .length. Значи ја вртиме таа низа. Потоа треба да креираме, значи да ставаме елементи во таа низа. Во нашиот случај ние ќе креираме една привремена низа. Int ќе крстиме temp, temp е еднакво на new int и ќе со помош на овој рандом генератор ќе додолуваме колку вредности, односно колку ќе биде должината на оваа temp низа. Па повикуваме random .next и овдека кажуваме дека сакаме оваа низа да не содржи од 1 до 5 елементи, а тоа ќе биде до 4, значи од 1 до 5 минус 1, значи од 1 до 4 елементи ќе ни биде оваа temp низа. Потоа со уште еден for ќе ја вртиме оваа низа. For со j бројач од j до temp.length, значи врти ја оваа низа, ќе ја вртиме и сега на оваа
низа ќе извртиме и ќе доделиме рандом броеви од 1 до 100. Значи, тоа е еднакво на, повторно ќе го повикаме random, .next, и се сакаме од 0 до 99, до 100, односно до 100-1. Значи, сите овие од 1 до 5 може да има 1, 2, 3 или 4 елементи, и со овој for ги вртиме сите тие колку и да се елементи, и за секој елемент, почнувајќи од првиот, му додолуваме вредност од некој број од 0 до 100. Добро. И потоа, кога ова сето ќе заврши, ја додолуваме ова темп низа и ја ставаме во овој jumped array. Велиме jumped array и бидејќи овој for го врти jumped array, позицијата и е еднакво на ова темп. Значи на таа позиција што е во моменталната итерација, дали е 0, 1, 2, 0, 1 или 2, за 0 ќе дојде овдека, ќе креираме привремена низа, со рандом број на елементи од 0 до 4, ги додолуваме броевите, значи попълнуваме таа темп низа и потоа велиме, значи, првиот елемент на тој jumped array ќе има таа низа. Потоа втора итерација, повторно креираме нова темп низа, повторно ќе има рандомни елементи од 1 до 4, повторно ги попълнуваме со рандом броеви и така додека не ги извртиме сите елементи, односно сите 3 елементи во овој jumped array. Добро, со тоа завршиме. Потоа може да го копираме повторно овој for за да го печатиме сето тоа. Добро, ова веќе не ни треба. Добро, од тука вртиме до jumped array, валја тука ќе му дајме jumped array и .length и и потоа го печатиме jumped array и добро, да не грешиме нешто само, да го искуцам, па ќе објаснам што правиме. Console.write jumped array, добро, и како во претходниот пример ќе му ставиме и едно плюс празно место на печатењето и овдека end of line сепаратор за тоа што ќе го печати наредно да биде спечатано во нова линија. Че да видиме дали се не е што треба. Добро, мислам дека се ни работи уште еднаш. Океј. Да видиме што направим. Значи, овој дел ви е јасен. Го објаснивме сега, значи, со истиот for. Првиот for. Чистим малку овдека. Го вртиме првиот дел од овој jumped array. Значи, ги вртиме ови овдека три елементи. Од 0 до jumped array.length, од 0 до 3, значи 0, 1 и 2. Врти и потоа влегуваме со вториот for, влегуваме во вториот дел од овој jumped array. Велиме пристапи до итиот елемент на овој jumped array, кој што ни содржи низа. Значи пристапи до првата низа што е пополнетна овдека. И вие е незината должина. Значи, бидејќи со рандом креиравме должината на низата и рандом елементи доделивме, ова ќе ни ја врати должината на првата низа во нашиот елемент. Значи врти од 0 до должината на таа низа. Значи исто како со првиот for циклус и во вториот вртиме од 0 до должината на првата низа. И потоа ја печатиме вредноста од jumped array итата низа, од првата итерација биде нултата низа, на нултата низа и спечати го ијатиот елемент. Значи првен ќе биде 0 со овој вториот циклус. Значи одиме овде ќе биде 0 додека сме во првата низа што ја креиравме овдека
во првата низа сме и ги вртиме сите елементи колку и да креира овој рандом генератор. Значи изврти ги сите елементи на првата низа, потоа сите елементи на втората низа и на третата низа. И што гледаме кога ќе стартуваме програмата, нашиот рандом генератор во првиот за првата низа ни вратило да има еден елемент и ставило 22, за втората низа исто еден елемент, за третата низа два елементи. 58 и 58. Два пати исти рандом броеви. Че да имаме втор пат кога стартуваме, како што гледате. За првата низа ни овој овдека. Значи тука сме. За првата низа овој рандом овдека ни вратил двојка и ни креирало низа со два елементи. Потоа овдека ги вртало тие двата елементи. Првиот рандом овдека вратил 85, потоа вториот рандом вратил овдека 23. Значи за двата елементи имало првиот пат 85, 23. Потоа дошло втората итерација, креирало нова низа со 4 елементи во овој случај. И потоа овдека ги врти тие 4 елементи. За првиот дава вредност 22, 31, 32, 47. Излегува од овој, од форот завршува овдека, оди повторно на трета итерација повторно креира низа овдека враќа двојка, креира со два елементи. И за првиот елемент овој рандом ни дава бројка 2, а за вториот елемент ни дава бројка 75. Океј, мислам дека горе-доле треба да ви е јасно, малку посложено, меѓутоа доста корисно да го знаете. Најверојатно и док одите на интервју за работа, голема веројатност дека некој ќе ве праша баш за ова. Да видиме што друго имавме. Добро, дека се е објаснето. Се мислам дали да пишувам примери за ова. Ајде не. Како што гледате, може на овој начин да креирате Jagged Array кој што ќе ни содржи низа од повеќе dimenzионални низи. Од претходната тема која што зборувавме, мултидимenzионални низи. Најверојатно сами може да склопите пример каде што во Jagged Array ќе ставите со истиот твор од претходниот пример и уште малку работа ќе успеете да склопите пример во кој што во Jagged Array ќе ставите повеќе dimenzионални низи. Уште нешто посложено овдека што имам споменато. Најверојатно ќе побарам некој линк да ви ставам за да прочитате и за ова доколку ви интересира. Докато додадете уште еден пар на вакви загради, креирате низа од низа од низи, што во суштина ќе излезе низа од Jagged Arrays. И тоа е малку посложено, не сакам да го замрсам видеото толку многу, бидејќи ќе треба многу да зборувам. Сега сум таза вратена до одмор и како што гледате многу не ми се ни зборува. Така да дечки за ова видео и за низи, тоа би било тоа. Наредните теми најверојатно ќе гледам најпрвен да ги истерам сите што се овдека споменати, а потоа ќе најдеме некои нови. Најпрвен ќе чекам активност некоја на видеята, значи да има барем 50 views да стасат видеята, да има тук таму по некој лайк, дислайк, да има некој коментар. Доколку има, продолжуваме со овие теми. Доколку нема, паузираме со видеята додека не се активираат, а доколку подолго време нема некоја активност на видеята, полека ќе го затворам овој серијал, нема да тераме со нови теми, бидејќи ова е веќе нова целина, значи со низите сме веќе завршиле, колекцијата е нова целина, значи ќе завршиме со низи и тоа било тоа за овој серијал, а ќе продолжам да правам најверојатно нов, кој што реков, за iOS Development и за Swift. До тогаш, дечки, поздрав и се најдобро.